Цивил медија. Почитувани екселенции, почитувани представници на институциите, почитувани новинари, представници од невладините организации, почитувани експерти, почитувани присутни. Добро е што на почетокот во својот краток вовед другарот Џабил Дерала институциите и администрацијата не ја стави на првото место и констатациите дека сепак транспарентноста и соработката со одредени институции во изминатиот период била на високо ниво. Администрацијата во Република Северна Македонија долго време беше употребувана како продолжена рака на политичките партии, која особено беше користена во предизборни цели. Целта беше мобилизација на гласачко тело, обезбедување на глас плюс, присуство на митинзи. А сето тоа се постигнуваше со уцени, притисоци на работното место, заплашување со губење на истото. Оваа состојба беше детектирана во сите релевантни странски и домашни извештаи, а надминувањето на овој проблем стана еден од основните предуслови за влез во Европската унија. Министерството за информатичко општество и администрација активно работи на деполитизација и професионализација на јавната администрација, со цел таа да биде сервис на сите граѓани и никогаш повеќе да не биде злоупотребувана за ничии партиски цели. За да се постигне тоа, Министерството во моментов работи на хоризонтална функционална анализа, а се работи и на вертикални функционални анализи во сите органи на државната управа. Ке знаеме и кои институции имаат надлежност и кои меѓусебно се преклопуваат, а и кои институции пред кого одговараат. На тој начин ќе се направи реорганизација на јавната администрација, што е предлусо за зголемување на ефикасноста и ефективноста, да се намалат трошоците, но да се подобри квалитетот и услугите што институциите го нудат на граѓаните и фирмите. Следно на тоа што Министерството работи, а е во контекст на професионализација и обезбедување на професионална раководна служба. Знаеме дека притисоците на вработените најчесто доаѓаат од менаџментот, односно од раководните структури. Затоа, изминатиот период работевме на Закон за висока раководна служба, презентиран на јавна расправа и веќе објавен на Националниот електронски регистар. Законот предвидува сосема нови стандарди за избор на раководни лица во државата. Нешто што достега не само што не се спроведувало во Северна Македонија, туку со овој закон ќе бидеме и први во регионот. Предвидуваме сериозни механизми и критериуми, а еволуацијата на кандидатите за висока раководна служба ќе ја прават експертите во таа област. Ќе се избере комисија за висока раководна служба, изборот на комисијата ќе се врши во собранието, на слична постапка како тоа се направи со изборот на членови на ДКСК. Комисијата ќе биде задолжена да врши еволуација, бодување и интервју на сите кандидати за менаџерските позиции. На тој начин граѓаните ќе бидат сигурни дека раководната служба ги исполнува критериумите потребни за извршување на таа функција. Процесот ќе биде јавен и транспарентен, со што конечно ќе се промени сликата во јавната администрација, а вработените ќе може да бидат сигурни дека нивните претпоставени нема да ја злоупотребуваат нивната позиција за партиски и изборни цели. Во тој контекст, Министерството за информатичко општество и администрација на својата веб страна објави алатка, каде што може да се пријави притисок на работно место за време на престојната кампања за избор на претседател. Министерството се обврзува дека сите пристигнати пријави ќе ги проследи до надлежните органи. Алатката има за цел да послужи како заштита на сите вработени во јавната администрација, кои во случај на притисоци сега имаат лесно достапно место каде да се обратат. На тој начин се овозможува секој вработен во јавната администрација да пријави евентуални притисоци на работното место, исто како и за време на кампањата за референдум. И сега Министерството се обрзува дека сите пристигнати пријави ќе ги проследи до надлежните органи. Пријавувањето е анонимно, но лицето доколку сака да ги сподели личните податоци, тие ќе бидат заштитени согласно Законот за заштита на лични податоци. Сакам да искористам оваа прилика да повикам во име на Министерството за информатичко општество и администрација сите вработени во јавната администрација кои ќе се соочат со некаква форма на притисок, тоа слободно да го пријават. А ние се обврзуваме дека ќе ги препратиме истите пријави до надлежните институции. Инаку во делот на регистарот на население, што веќе го спомнавте, Министерството активно работи, заминати се повеќе фази во делот на неговата изработка. Се надевам дека завршени сите оние тест околини, се надевам дека веќе на почетокот на јули месец, крајот на јуни ќе имаме еден концепт кој што ќе може во иднина да послужи не само и на Државната изборна комисија, него ќе послужи и на Министерството за информатичко општество и администрација, кое што преку
истиот ќе може да обезбедува и електронски достапни услуги не само на граѓаните и на фирмите. Така да активно работиме и на тоа поле. Се надевам дека на следните избори веќе ќе го имаме и ќе се олесни работата во многу што и на Државната изборна комисија и на сите други институции. Уште еднаш благодарност до Цивил за поканата. Тука сме за одредени прашања. Благодариме и ние. Само накратко, дали веќе има пристигнато некои пријави до Министерството? Да, јас пред да дојдам на овој настан проверив во институцијата, до сега немаме пријавено ниту еден случај на притисок. Се надеваме дека така и ќе остане, дека кампањата ќе продолжи на начин како што се води до сега. Цивил медија.